Најави за денешните настани. 6 училишта во Охрид од новата учебна година започнуваат со едносменска настава. Измените во Законот за пензијско и инвалидско осигурување поминаа на влада. Рекорден број посетители на вториот Охрид Water Festival. Електронските услуги на управата за јавни приходи ќе бидат недостапни во четврток и петок. Војна операција на Израел на западниот брег, неколку мртви. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше претежно сончево време со појава на локална облачност и посвежо со максимална дневна температура до 28 степени. Во попладневните часови услови за развој на нестабилност со врнежи од дожд и со грмотевици. Во текот на ноќта среда кон четврток претежно ведро време со локална облачност. Во четврток локално во Западна Европа, Пиренејскиот полуостров, како и во Скандинавија, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локални врнежи се очекуваат на југ и југоисток од Балканскиот и Апенинскиот полуостров. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Локално во јужните предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 25 до 34 степени. Во Македонија во четврток во утринските и предпладневните часови ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне развојна нестабилност која што ќе услови врнежи од дожд и грмотевици, а локално со поројни врнежи услови за појава на невреме. Ќе дува до умерен североисточен и северен ветар кој што ќе достигне брзини до 30 км на час. Утринските температури во интервал од 12 до 22 степени, додека пак максималните дневни во Македонија ќе достигнат од 23 до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 6. Во Охрид во четврток во утринските и предпладневните часови ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со услови за поројни врнежи и појава на невреме. Ќе дува до умерен североисточен ветар, минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степен. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Минималната температура од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 27 степени. Во недела ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Утринската температура од 14 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 28 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охрид 5 основни училишта и гимназијата од оваа учебна година ќе работат во една смена. Концептот на едносменска настава според надлежните ќе има многу позитивни ефекти во образовниот процес, но и воопшто врз животот на учениците, бидејќи обврските ќе ги завршуваат на училиште, а потоа ќе минуваат квалитетно време со семејството. Интенцијата на Резорното министерство е во идните години ваквата настава да се воведе во сите училишта. Едно средно и 5 основни училишта во Охрид од 2 септември започнуваат со работа во една смена. Новиот концепт на едносменска настава подразбира 8 часови во училиште, следење настава, подучување, завршување на домашните задачи и дополнителни наставни активности. Концептот едносменска настава конкретно во Охрид за прв пат ќе се одвива од средните училишта, за прв пат ќе се одвива во Средното општинско училиште Свети Климент Охридски, односно Охридската гимназија, додека останатите 3 средни училишта ќе продолжат да работат како и досега во 2 смени. Кога станува збор за основните училишта, едносменска настава ќе се одвива во основното училиште Свети Климент, во основното училиште Свети Наум Охридски во Пештани и во подрачните училишта на Свети Климент Охридски Дајлјан, подрачното училиште Кочорацин во Лакочереј и подрачното училиште од Ванчо Николевски во Косев. Според надлежните, едносменската настава има повеќе бенефити. Учениците се пофункционални во предпладневните часови, ќе имаат повеќе време за семеен живот, но и се заштедува енергија и ресурси во образовните установи. Меѓутоа и во однос на она работа со продолжениот престој, кога се работи за основно образование, но и за средно, секако онај период додека родителите се на работно време, во работно време тогаш е наставата, па да се продолжи со продолжениот престој. Тој концепт во основното училиште Свети Климент Охридски многу добро функционира и конкретно од Охрид и од родителите и од учениците беше препознаен самиот начин на функционирање, значи и заштеда на ресурсите, на енергетска заштита на самото работно време кое што ќе го имаат училиштата и конкретно кога станува збор гимназија, тоа значи дека
вториот онај дел од втората смена во училиштата ќе може да се искористи нели Охридската гимназија како еден објект за посета каде што ќе може да го посетат сите оние бројни туристи кои што доаѓаат нели и во текот на годината, нели и во онај летен период. Во земјава 124 училишта се подготвени за воведување на настава во една смена. Во меѓувреме се прават анализи со доградба на училници да може да се воведе во уште 50 на училишта. Во следните години сите училишта во земјава ќе се прилагодуваат за ваков тип на настава. Предложениот закон за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој ќе се овозможи зголемување на пензиите на 1 септември 2024 и 1 март 2025 година, помина во владина процедура и наскоро ќе се најде пред пратениците во собранието. Од Министерството за социјална политика, демографија и млади, кои ги предложи законските измени, потенцираат дека целта на предложените измени и дополнувања на законот е да се обезбеди зголемување на животниот стандард и подобар квалитет на животот на пензионерите. Премиерот Мицкоски денеска изјави дека очекува наскоро, откако ќе почне да функционира парламентот, да помине овој закон. Измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување поминаа на вчерашната седница на владата, така што на усогласувањето на пензиите ќе биде линарно, нема да биде процентуално како и до сега, така што најпрвен од овој септември ќе имаме 2500 денари зголемување, потоа и од следниот март уште 2500 денари. Ние ветивме дека во првата година пензиите линарно ќе бидат зголемени за 5000 денари, тоа ќе го направиме многу побрзо, односно во првите 9 месеци. Ќе видиме понатаму какви ќе бидат состојбите со буџетот, па и понатаму може да имаме пријатни изненадувања за пензионерите, за работниците и така натаму. Така што очекувам најскоро, откако ќе почне да функционира парламентот, да помине овој закон и веќе септемвриската пензија да легне на сметката на пензионерите зголемена за 2500 денари. Рекорден број посетители на вториот Охрид Water Festival. На 6-тиот ден од фестивалот утрово се одржаа СУП трки 2024, на кој учество зедоа голем број охриѓани, но и гости. Фестивалот завршува на 3 септември со Охридскиот пливачки маратон. Охриѓани странски и домашни туристи деновиве сплотени во водените спортски настани на најголемиот воден фестивал, вториот Охрид Waterfest, со рекорден број посетители и учесници. На 6-тиот ден на фестивалот утрово се одржа СУП трки, на која учество зедоа голем број охриѓани, но и гости. Попладнево е резервирано за Балканско јуниорско првенство на отворени води Охрид 2024 и изложба посветена на видовите риби во Охридското езеро. Вечерва во забавниот дел на платото кај хотелот Палас забава со диџеите диџеј Чваре и диџеј Гоце Сав. Денеска е 6-ти ден од фестивалот на водени спортови. Денеска актуелни во моментов се случуваат СУП трките, а после тоа имаме Балканско јуниорско првенство во пливање на отворени води, кој што ќе се случува денес и утре. Околу 200 пливачи од повеќе држави на Балканот ќе бидат учесници на Балканското јуниорско првенство. Охрид живее овие денови со водените спортови. Од минатата вечер започна и онај втор дел на програма кој што е социјално едукативен и забавен. Значи во вечерните часови на платото пред хотел Палас имаме и забавен дел каде што имаме изложби и имаме концерти за широка публика. Морам да нагласам дека влезот е бесплатен, така да ги поканувам сите гости охриѓани кои што се во Охрид да не посетат после од 20 часот на платото на пред хотел Палас, да се забавуваат и да ги погледнат изложбите кои што се припремени од страна на клубовите, односно спортските клубови. Се работи на тематика Охридско езеро, подводниот свет во Охридско езеро, флора, фауна, се она кое што како заштитен знак го имаме во Охрид. Во изминативе 6 денови се одржаа голем број настани, игри на вода, ревијална веслачка регата со кајчина, нуркање, ревијално ватерполо, регати во кајак и кану, едрење, возење педалини и уште многу спортски настани. Морам да нагласам, за само една година успеавме да
го етаблираме фестивалот и на меѓународно ниво и оваа година имаме минимум 20 до негде 100% зголемување на бројот на учесници на секоја манифестација поединечно. И сите манифестации се од меѓународен карактер, а 90% спортовите се олимписки спортови. Така да, она кое што го имавме како замисла, успеавме да создадеме еден спортско-туристички бренд кој што ќе ги обединува сите спортови и ќе го етаблира Охрид и Македонија надвор. Целта на фестивалот е промоција на водените спортови, но и привлекување на гости. Фестивалот завршува на 31 август со Охридскиот пливачки маратон. Се интензивираат работите на реконструкцијата на административната зграда на општина Дебрца во село Белчишта. Во втората фаза ќе се реконструира големата сала, која ќе се преуреди во мултифункционален простор за одржување на собири, трибини, свечености и други настани, информираат од општината. Ќе се реконструираат долниот спрат и санитарните чворови, административните простори, како и фасадата од северната и западната страна. Вредноста на работите изнесува околу 5,5 милиони денари, а средствата се обезбедени преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион, програма за рамномерен регионален развој за 2024 година. Прекин на услугите на УЈП на 29 и 30 август. Управата за јавни приходи информира дека спроведува активности за надградба на системите ЕПДД и Е-даночни услуги. Поради извршување на овие активности, почнувајќи од 29 август, четврток, од 14 часот и 30 минути, системите ЕПДД и Е-даночни услуги нема да бидат во функција. Во овој период можни се и прекини на работењето на апликацијата Мој ДДВ. По завршувањето на активностите, УЈП навремено ќе информира. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 10 палестинци беа убиени во текот на ноќта во израелски напади на неколку места на северот на окупираниот западен брег, објави палестинската црвена полумесечина. 2 палестинци се убиени во Дженин, 4 во напад на автомобил во блиското село, а уште 4 во бегалска населба во близина на градот Тубас, изјави портпаролот на црвената полумесечина. Израелската војска соопшти само дека спроведува контратерористичка операција во Дженин и Тулкарем на северот на западниот брег, без притоа да даде дополнителни детали. Во последните недели израелските операции на западниот брег се фокусирани на северот на територијата, каде што се особено активни вооружените групи кои се борат против Израел. Јапонија се подготвува за ударот на моќен тајфун кој полека се приближува кон југозападот на земјата. Тајфунот Шаншан утринава се наоѓаше на околу 120 км јужно од островот Јакушима и се движи на север кон островот Кјушу со ветрови со брзина поголема од 180 км на час, соопшти Јапонската метеоролошка агенција и издаде предупредување за силен ветар, силни бранови и дожд за префектурата Кагошима. Според агенцијата, тајфунот се очекува да стигне до јужниот дел на Кјушу утре, а министерот за управување со катастрофи Јофишуми Мацумура денеска на состанок на персоналот ги повикал жителите на предвидената патека на тајфунот да преземат рани мерки на предпазливост, како што е проверка на состојбата на засолништата. Владата исто така ги откажа своите годишни вежби за земјотреси во недела за да ги ослободи сите капацитети за најефективно да одговорат на минувањето на тајфунот. Десетици домашни летови што ги поврзуваат југозападните градови и острови ќе бидат откажани до петок. Јапонските железници соопштија дека повеќето брзи возови и локални возови денеска ќе сообраќаат нормално, но дека ќе бидат прекинати од четврток. Поштенските услови се исто така суспендирани. Слични чекори може да бидат преземени на главниот остров Хоншу до недела. Поради обилните дождови што предизвика лизгање на земјиштето во областа Кампанија на југот на Италија, властите го евакуираа населението, а спасувачите денеска започнаа потрага по една постара жена и нејзиниот возрасен син кои се исчезнати и се стравува дека се мртви. Во вторникот попладне лошото време го погоди Сан Феличе ди Кансело, мало градче на околу 30 км североисточно од Неапол и околните општини, јавува АНСА. Жолтото предупредување за бури на сила за поголемиот дел од централна Јужна Италија, вклучително и цела Кампанија.
Севернокорејскиот председател Ким Џонг Ун присуствуваше на пробно лансирање ракета со диаметар од 240 мм и нови системи за лансирање, пренесоа севернокорејските државни медиуми. Како што се наведува, новите лансирни системи покажале супериорна мобилност и прецизност за време на пробните лансирања, пренесуваат светските агенции. Предходно оваа недела Ким присуствуваше на пробен лет на нова серија дронови камикази. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!